Добар ден! Во предстојните 50 на минути следува најновата Телма амбуланта. Како студот влијае на крвните садови и притисокот? Една голема европска анализа покажува дека пат од само 10 целзиусови степени го зголемува ризикот од смртност за речиси 20%. Но дали студот сам по себе е причина за инфаркт? Искуството покажува дека најмногу инфаркти се случуваат во декември и јануари, особено околу празниците. Какво е влијанието на комбинацијата од студ, прејадување, алкохол, прескокната терапија и стрес? Дали тригер фактори може да бидат активности како чистење снег или нагло враќање на работа по празнична пауза? Кои пациенти се најранливи, дали студот ги менува симптомите и кои предупредувачки знаци не смеат да се потценат? Сите овие прашања ќе му ги упатиме на доктор Антонио Антовски, кардиолог. Останете на Телма, а ќе имате простор и за ваши прашања во програма. Дали студеното време го зголемува ризикот од срцев удар? Ке го прашаме доктор Антонио Антовски, кардиолог од Градската општа болница 8 септември. Докторе, добре ни дојдовте повторно во Телма амбуланта. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Кога времето е студено, што точно се случува со срцето, крвните садови, притисокот? Студот предизвикува бројни физиолошки промени на организмот, за жал не на добро. Заради зачувување на телесната температура и задржување на соодветна температура на внатрешните органи, доаѓа до прераспределба на крвотокот. На тој начин што доаѓа до спазам, стегање на крвните садови на периферијата. Тоа се крвните садови на краевите на телото, под кожата. И на тој начин се прави едно прераспределување на крвотокот, повеќе да ја снабнува внатрешноста на телото. Тоа стегање на крвните садови, што значи? Значи намалување на километри крвни патишта одеднаш. Кога збориме за нагла изложеност на студ, излегување од загреана на ладна просторија, на ладно тоа значи моментално затварање на долги километри патишта, што предизвикува зголемување на отпорот и зголемување на крвниот притисок. Тоа значи дополнително оптеретување на срцето сега. Срцето треба да испумпува во услови на зголемен отпор, зголемен крвен притисок, зголемена побарувачка на кислород и хранливи материи, затоа што таа редистрибуција значи влошена циркулација на делови од телото, што праќа сигнали дека има потреба од подобрување на крвотокот. Сето тоа контролирано преку мозочната активност доведува до зголемен напор на срцето, забрзана работа на срцето за да одговори на зголемените потреби. Значи една состојба која што значи напор за срцето и кардиоваскуларниот систем. Кај тие луѓе кои што се здрави, состојба која што многу полесно ја менаџираат, се прилагодуваат, се адаптираат. Но кај лица со кардиоваскуларни болести, предходна болест, тоа е веќе значително оптеретување и значајно може да ја промени состојбата. Тоа значи дека проблемот со крвниот притисок е почести поизразен во студените месеци од годината. Што тоа значи? Дали некој пациент што во летото имал контролиран крвен притисок може сега во зимскиот период да се соочи со проблеми и да бара корекција на терапијата? Често се случува, знаат пациентите. Во топлите месеци имаат дори потреба да намалат во терапијата, затоа што притисокот знае да се намали под влијанието на топлината, ширењето на крвните садови, еден обратен процес. Всушност, студот за организмот е многу поголем стрес неголи топлината. Затоа што не е така едноставно. Тука е во прашање влијание на многу фактори. Влијание на хормоните. Реакција стрес на организмот. Значи, ниската температура е стрес за организмот. Предизвикува лачење на хормони како што е адреналинот, како што е кортизолот. Тоа се хормони кои што автоматски организмот ги ослободува за да овозможи
соодветна прокрвеност сега на организмот. Индиректно, не директно преку делување на крвните садови, сега преку хормоните повторно камшик за срцето. Затоа што срцето на адреналинот одговара со забрзана срцева работа. Крвните садови на адреналинот одговараат повторно со грчење, со зголемување на отпорот во циркулацијата. Не е само влијанието на студот. Треба да земеме во предвид дека зимските месеци, есенските месеци, кога температурите се пониски, носат и други промени во количината на сончеви денови. Помала дневна светлина. Така е, дневната светлина. Тоа доведува до промена повторно влијание на хормоните. Серотонинот е хормон кој што влие на расположението, се лачи кога имаме сончеви денови. Мелатонинот се лачи кога имаме тмурно време, облачно време, а мелатонинот, знаеме, помага за сонот, за спиењето. Значи, едноставно го успорува метаболизмот. Така да комплексна е ситуацијата, освен директното влијание на студот на крвните садови и срцето, студот делува и на неколку други нивоа. Влијае на базалниот метаболизам. Сега, во зависност од здравствената состојба на пациентот, го зголемува базалниот метаболизам, за да зголеми телесната температура. Знаеме сите дека кога ни е ладно, се тресеме. Контракции на мускулите. Тоа ни овозможува побрзо создавање на топлина, енергија. Друго се вклучува во метаболизмот разградба на гликозата, на шекерите, повторно за да дојдеме до енергија. Сето тоа се процеси кои што акутно кај организмот предизвикуваат нагли промени. Така. Сите овие промени били испитани во една европска студија која што вели дека пат од само 10 целзиусови степени го зголемува ризикот за смртност од речиси 20%. И сега што значат овие податоци за пациентите со кардиоваскуларни болести? Кои од нив се всушност изложени најмногу на ризик? Дали оние со коронарна болести, што имале преживеан инфаркт, со покачен крвен притисок, со покачени масти во крвта? Во основа на коронарната болест е недоволната циркулација, влошениот крвоток. Најчесто заради стеснување на артериите. Во срцевиот мускул? Заради таложење на мастите во артериите на срцевиот мускул. Па сега капацитетот на проток низ таа артерија е намален. Студот преку влошување на циркулацијата, спазмите, значи спазмите не се само на периферијата. Знаат пациентите кои што имаат коронарна болест, студот може да предизвика ангинозни тегоби, да ја влоши директно состојбата, да ја влоши директно циркулацијата. Само со грчење на крвните садови. Меѓутоа, тука не застанува. Студот ја зголемува способноста на крвта да се згручува. Да се изразам народски, ја прави крвта по-густа. Што значи тоа? Се зголемува бројот на тромбоцитите, а ако немаме и соодветна хидрација, тоа е уште поизразено. Ако користиме алкохол, кој што исто води до дехидрација, уште поише влошува состојбата. Ги спомнувам затоа што овие се наши секојдневни навики, цигарите, никотинот, го потенцираат спазамот. Пушачите се многу по-реактивни на влијанието на студот. Затоа што спазамот на артериите кај пушачите е по-силен, затоа што самиот никотин доведува до промени на крвните садови и самиот носи до грчење на артериите. Руптура на плакот. Сега да објасниме до крај. Плак кој што бил стабилен. Плакот се наталожените масти во зидот на артеријата. Под влијание на студот може заради промените на притисокот, скоковите на притисокот, заради промените на самата обвивка на плакот, да дојде до прскање, зголемената способност на крвта да се згручува, да доведе до создавање на тромб, запушување на артеријата. Па затоа во зимските месеци имаме повеќе инфаркти. Така, а што значи за пациент со срцева слабост? Студеното време, например, доколку треба да појде некој до продавница на минус 5 целзиусови степени? Ке се зголемат симптомите на умор, задишаност?
срцевата слабост подразбира слабост на пумпата. Значи, срцето е пумпа. Едноставно има задача да со испумпување соодветно на крв ги задоволува потребите на организмот. Кај срцевата слабост имаме неспособност на пумпата да соодветно одговори на потребите на организмот. Со лекови ние таа состојба ја контролираме. Помагаме срцето да си ја завршува работата. Па имаме пациенти кои што сме успешни, кои што функционираат нормално во некои умерени услови. Па велиме имаме стабилна срцева слабост. Студот сега доведува до дополнително оптеретување на срцето преку високиот притисок, преку појавата на аритмиите. Студот директно може да доведува до појава на не само забрзана работа на срцето, туку и неправилна работа на срцето. Таа неправилна работа значи дека тој намален капацитет на пумпата сега уште повеќе се намалува. И кај пациентите се влошува состојбата. Значи, збориме за акутно влошување на некоја стабилна состојба. Или може да биде провокација за да се манифестира срцевата слабост. До тогаш сме имале пациент кој што добро функционирал, кој што немал такви проблеми и сега под влијание на студот се манифестира таа срцева слабост. И дознаваме дека има проблем. Кога станува збор за возраста, кој е најчувствителен на студот? Дали во оваа категорија спаѓаат возрастните старите лица? Апсолутно. Во прашање се повторно физиолошки механизми. Прво, постарата популација има и поголеми можности да има промени на кардиоваскуларниот систем. Значи болести на крвните садови, болести на срцето. Еве да го ставиме тоа на страна, под претпоставка и дека нема болести. Метаболизмот кај постарите луѓе е успорен. Значи способноста да одговорат на промените температурни со зголемување на создавање на топлина за да се одржи температурата на телото се намалени. Термостатот, значи таламусот, хипоталамусот, тоа се центрите во мозокот кои што соодветно реагираат на промените на надворешната температура. Кај постарите луѓе тие центри оспоро реагираат, несоодветно реагираат. Друг еден многу важен момент, кај постарата популација најчесто имаме помалку подкожно масно ткиво. Така да таа термоизолација е намалена, да речем. Мускулната маса е исто намалена. Мускулатурата е фактор кој што учествува во термогенезата, создавањето на топлината. Тресењето на телото кога ни студи е начин организмот да создаде енергија, топлина, за да го загрее повторно, да загрее внатрешноста на телото. Видете, суштествено, најважно е за организмот да овозможи функција на внатрешните органи. Периферијата затоа страда. Кога сме на ладно, сите чувствуваме дека прстите, носот, ушите ни се ладни, дури може и да не болат. Тие се во моментот помалку значајни за организмот и на еден начин ги исклучува. Свесно се откажува за да обезбеди соодветна функција на срцето, на мозокот, другите внатрешни органи. Значи старата популација е во зголемен ризик не само на акутна изложеност, значи излегување од загреана просторија на ладно, него и на соодветна температура внатре во просторијата. Значи телото кај постарите особи потешко се справува со несоодветната температура во просторијата. И затоа се препорачува они да бидат на некоја температура 22 степени во просторијата, за да можат ефикасно да одржуваат температурата на телото. Една студија покажува, наведува дека најризични категории се мажи со понизок социоекономски статус и жени над 65 години. Зошто токму овие групи? Жените во случајов со студот и со зимата, велам со зимата, затоа што не е само влијанието на студот, се послабиот пол. Повторно, разликата е во физиологијата.
Мускулната маса нормално кај мажите е по застапена, поголема мускулна маса, кај жените не е тоа случај. Подкожните масти, еве да речеме дистрибуцијата кај жените поради хормонските влијанија има повеќе масти. Не е толку ефикасна како што е мускулната маса. Сега другите хормони, менструалниот циклус, другите влијанија, исто така прават да жената има малце понизок базален метаболизам неголи мажите. И затоа жените, посебно на возраст над 65 години, реков, кои што веќе учествуваат и други механизми, се поосетливи на влијанието на студот, на зимата, на сезоната, да речем. И мажите од понизок социоекономски статус, предпоставам? Тука е објаснувањето во однос на условите на живот, во однос на исхраната, во однос на условите во кои што живеат, загреаноста на просторијата, можеби изложеноста, начинот на работа, да се разбереме, ако работи во услови на изложеност на студ, не соодветно облечен, заштитен, сето тоа влие да тие луѓе имаат поголема штета од зимските месеци. Дали чистењето снег после 50-та година може да биде, кај мажите пред се, може да биде тригер фактор за инфаркт? Кај секој може да биде, видете, реално да бидеме. Посебно кај особи кои што не се физички кондиционирани. Чистењето на на снег... Значи, физичка активност плюс стрес? Апсолутно. Резултатот е проблем? Видете, проблем е, затоа што нагло имаме оптеретување на кардиоваскуларниот систем. Систем кој што не е тонизиран, кој што не е кондициониран, однеднаш го ставаме на голем напор. Тоа може да биде провокација преку истите механизми, преку скок на крвниот притисок, преку оптеретување на срцето, кое што ако, посебно кога не сме свесни, тука е најголемиот проблем. Видете, статистиките велат дека 25%, тоа се четвртина случаевите на нагла срцева смрт настануваат без претходно да знаеме дека има болест. За жал. За жал, статистиката е таа. Истата таа статистика вели дека кај популацијата постара од 30 години, четвртина има зголемен крвен притисок, а не знае за тоа. Не знаеме дека има зголемен крвен притисок. Така. Затоа иста е и ситуацијата и со коронарната болест. Одеднаш некој кој што претходно не се жалел на некои тегоби, излегол да исчисти снег или да турка колата по снегот и одеднаш тоа е за него голем напор и доаѓа до манифестација. Пациентот имал коронарна болест, само не сме знаеле. Предпоставам истото со качување скали. Качувањето на скали е, значи, зголемен напор. Срцето треба да одговори на зголемени потреби. Ако тоа е на ниските температури создаваат неповолни услови за сега срцето да си ја заврши работата. Како да објаснам? Сите знаеме дека деца не учеа немој загреан да скокнеш во ладна вода. Зашто? Затоа што одеднаш нагло целото тело е изложено на промена на температура. Тие се физиолошки реакции на организмот. Рецепторите испраќаат импулси до центрите за терморегулација, тие реагираат така како што се програмирани. Таа реакција во моментот е несоодветна, штетна. Одеднаш имаме спазам на голем дел од коритото крвно, редистрибуција на крвта, пораст на отпорот, притисокот скока, срцето одеднаш треба да испумпува, како да кажам, ако сте оделе порамно, сега треба на вертикално да се качувате. Срцето мора во моментот да одговори на тие барања. И затоа доаѓа до тоа што се случува. Одеднаш крах имаме на системот. Како правилно да се дозира физичката активност кога надвор е студено? Зимските месеци носат во принцип помалку физичка активност. Тоа сме свесни затоа што избегнуваме на ниски температури да сме физички активни. Но тоа значи и дека ако некој имал некој степен на кондиција, во тие месеци таа кондиција ја губи.
Кога на тоа ќе додадеме и промени во навиката на исхрана, нели обично во зимските месеци сакаме да јадеме енергетски посилна храна. Тоа некако не е како потреба. Помасна храна, посолена храна, да не речам кај нас традиција турши, саламурени работи и такви работи. Сето тоа ја влошува здравствената состојба. Се зголемува холестеролот, се зголемува притисокот заради масната храна, заради солената храна. Значи, одеднаш имаме една дестабилизација на нешто што претходно не било под контрола. И сега не е ништо чудно што тоа е провокација за да имаме проблем. Така, статистиките покажуваат дека најголем број на инфаркти и смртни случаи се случуваат во декември-јануари за време на божикните и новогодишните празници. Тоа значи лоша комбинација од студ, од алкохол, прејадување, прескокнување на терапија, нели? Стрес, повеќе да речам влијанија кои се штетни, не само студот. Затоа реков, физичката активност се препорачува да продолжи. Лошо е во зимските месеци што немаме физичка активност. Се препорачува да таа физичка активност продолжи сега во затворени простории. Дозирана да биде таа активност, сега имаме еден нов проблем. Проблемот на условите внатре во просторијата. Ако немаме соодветна проветреност, а немаме. Не ни можеме да имаме соодветна загаденоста на воздухот. Тоа беше следниот момент што сакав да го кажам. За жал, во зимските месеци загаденоста на воздухот не уште поголема. Мада за жал статистиката вика дека Скопје цела година има загатен воздух. Малтене се изненадив, немаме ни 2-30 дена во годината кога воздухот не е со вредност како што треба да биде. Прифатлива, така. Сега во зимските месеци тоа уште повеќе изразено. Па сега имаме влијание на тие PM честички, повторно на кардиоваскуларниот систем, повторно на крвните садови, повторно на притисокот, на аритмиите, значи повторно еден фактор плюс освен студот. Да се вратам на непроветреноста на просторијата. Тоа значи помалце кислород. Ние сме физички активни во услови на недостаток на кислород, што значи дека едноставно, сакајќи сега да му помогнеме ние на организмот, ние му правиме лоша услуга. Бараме да работи во услови на зголемен напор, кога нема доволно снабдување со кислород. Затоа велам, се препорачува физичка активност, меѓутоа да се контролираат условите кај што сме физички активни. Надвор исто така. Нормално не е физичка активност кога температурите се многу ниски, меѓутоа по соодветна припрема, претходно загревање на телото, тоа би почнало можеби во просторија, пред да се излезе надвор, да се изложиме на студот. Соодветно да бидеме облечени, нормално, за да се заштитиме од влијанието на студот и соодветно да биде дозирана таа физичка активност. Значи не може на 0 степени ние да имаме исто темпо на оптеретување како кога условите надвор се поволни за да бидеме физички активни. Ке ги вклучиме и гледачите од овој момент да постават прашање во денешната Телма амбуланта, почитувани, емисијата е контактна. Докторе, дали следуваат празници во предстојните месеци и празнични отсуство од работа? Дали по еден таков одмор во домот, наглото враќање во една стресна работна средина може да доведе до кардиоваскуларни проблеми, па и до несакани исходи? Стресот, стално го кажуваме и мислам дека е потценет. Затоа што некако поминуваме преку сето тоа. Стресот значи повторно активност на симпатичкиот систем. Адреналинот, кортизолот, веќе ги спомнав. Кој што се еден одбранбен механизам. Тие се создаваат како одговор за одбрана. Старите наши викаат бори се или бегај. За жал тоа е секојдневие. Не во смисол сега да се бориме со замислен непријател,
Меѓутоа, стресот на работа од X причини, кои што не знаеме да го менаџираме соодветно или не знаеме да живееме со тоа, ни прави огромна штета. Периодот на отсуство значи период на некое отпуштање, релаксација. Сега таа релаксација обично не ја користиме за да си го подобриме здравјето, него да си каснеме малце повеќе, да се напиеме, да си го покачиме нивото на холестерол и на тој начин да си направиме дополнителна штета. Враќањето на работа само со активноста, со стресот, може тие штетни влијанија сега да ги манифестира. Имаме гледачи кои што очекуваат да постават прашање во денешната емисија. Добар ден за првиот од нив. Ало, добар ден. Добар ден, во програма сте, повелете. Еваме од Трешковска на државата, од Прилеп поготово. Така. Би го прашал докторот, почитуваме доктор секоја чест за неговата специјалност и струка што ја бавува. Примам лек Бипресо, колку Бипресото го заштитува срцето, пијам од 5 мг наутро и колку може да го заштити срцето од инфарктна состојба. Притисокот знае да прави осцилации, дневните сати 110-170, вечерни сати 130, па до 150 некоја со 80 оди. И терапија плюс примам Редика 4125 и другиот лек е од 20 мг навечер во 18 часот. Така, примате терапија? Уште некој прашање да имате, докторе? Па не, јас би го прашал само пациентот дали сте имале до сега коронарна болест или зашто ви е доделен баш Бипресото да го пиете? Што било причината? До сега само ми е констатирана аритмија, почитуван докторе. Често пати знаело да има до 3-4-5 прескакања, али од кога ми го дадоа Бипресото, интерниот доктор ми преписа Бипресо прво 2,5, кај после големи дозата на 5 мг. А дали сте сега подобар? Состојбата е така, сега посмирена, али мене ме загрижува што некојаш притисок варира во вечерните сати. Тоа ми е прашање. Така, добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторе, што можете да советувате? Тоа е лек кој што ја контролира срцевата фреквенција. Пред се, Бипресото е бета блокатор. Ја успорува срцевата работа. Рековте, господине, дека имате некоја аритмија. Предпоставувам дека може таа била поврзана и со побрза работа на срцето. И тоа е објаснувањето зашто ви е баш одбран тој лек. Бипресото ја успорува работата на срцето, прескокнувањата исто така може да влие. Дали ве штити од инфаркт? Ве штити од инфаркт затоа што ја успорува работата на срцето и на тој начин го мускулот штеди да не работи без потреба повеќе од што треба. Сега, пациентот до сега немал коронарна болест, така разбрав. Притисокот што варира во вечерните часови. Видете, сакаме притисокот да биде под контрола цело време. Ако е некое правило дека притисокот се зголемува во вечерните часови, тоа значи дека треба нешто да се смени во терапијата, дали во распоредот на лековите, сега не знам кои се другите лекови што ги пие пациентот. Меѓутоа, тие варијации, скокови во крвниот притисок се штетни и за крвните садови и за срцето. Така да би требало да се стави под контрола. Добар притисок е до 130, а за малиот диастолниот до 80. Не до 90. Се препораките. 120 со 80, 130 со 90. 90 избравме да викаме дека тоа е високо нормален притисок. Пажете, самото име кажува високо нормален притисок. За жал не е така. Големи се искуствата, веќе повеќе десетици години се собираат информации од многу студии кои што покажаа дека тие што имаат 80 диастола, тие што имаат систола 120, тие се најзаштитени. Тие најмалце имаат проблеми, најмалце им страдаат срцето, крвните садови и бубрезите.
дојдовме до некоја вредност 130, која што велиме дека е физиолошки прифатлива. Идеално е 120. 130 ни е прифатливо. 140 е веќе притисок граничен, порано го викавме, меѓутоа сега ставовите се дека тоа е притисок кој што не е добар, кај што треба да се соодветно реагира. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Јас се јавувам од Берол. Така. Поздрав прво и до докторот и до вас. Ви благодарам. Благодарам. И ќе кажам, докторот сигурно знае, Берол е многу специфична клима, така, поготово во зимниот период. Сега, јас прашањето немам никакви проблеми со коронални, кардиоваскуларни и такви проблеми. Меѓутоа, целиот мој организам е адаптиран на студено време, по-ниски температури. Што сакам да кажам? Да кажеме, многу тешко поднесувам и во соба температура на 21-24 степени поуште повеќе. Значи, најдобро ми е кога престојувам во просторија, каде што нема изворна топлина, меѓутоа на природен начин, значи, се адаптираме како температурата, а при поголеми температури кога влегувам не можам да издржувам повеќе од 20 минути, да кажеме, него одма моето тело има реакции или се потам или ми е доста по-топло. Така непријатно ви е. Сега би прашал дали тоа е нормално. Значи и на дневна температура, кога и надвор се уште поладни температурите, јас немам некои посебни проблеми со. Така, значи немате проблем со студот, но кога е потопло, веќе чувствувате препотување, не се чувствувате баш најпријатно. И дали е тоа нормално е вашето прашање, ако добро ве расправ. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма, докторе, повелете. Апсолутно нормално, затоа што организмот се прилагодува, се аклиматизира на временските влијанија. Процес кој што не се случува преку ноќ. Господинот живее во Берово, каде што температурите се пониски, зимите се пооштри и едноставно таму е пораснат, организмот се прилагодил. Господине, да живеевте во Финска, може и ке се бањавте во море во зимно време. Значи, тоа си е нормално, организмот се прилагодува. Проблемот е кога збориме за акутни нагли промени, на кои што организмот не е адаптиран. Значи, збориме за начин на живот, кој што подразбира одреден, да речам, комфорт, одреден од топла просторија, презагрејана, која ќе излеземе на студена. Едноставно сме премногу меки. Господинот зборува за други услови на живот, се навикнал на тие пониски температури и он тоа си функционира нормално, за него тоа е физиолошки. Така да, апсолутно, господине, супер. Одлично, значи, нема никаков проблем. Нема проблем со терморегулацијата. Докторе, какви мерки за превенција би предложиле, би посоветувале ке кардиоваскуларните пациенти во предстојните месеци, кога ќе биде постудено? Како да се облекуваат тебе? Треба соодветно да се подготват према временските услови, према температурните услови, соодветно облечени, значи повеќе слоеви на облека се препорачуваат затоа што воздухот е изолатор. Со ставање на повеќе слоеви на облека обезбедуваме подобро изолација на телото. Да се стави шал врз носот и устата да за да биде краевите на телото, затоа што реков дека нормална реакција краевите на телото организмот смета дека се помалце важни. И ако е изложен на ладно, он ги исклучува на некој начин за да ја заштити внатрешност. Ракавици, шал, капа, посебно е важно нозете да бидат стоплени, затоа што од тука се губи телесната температура. Тие што веќе имаат здравствени проблеми, важно е да сватат кои се нивните граници, кои се нивните можности.
мора да се запознаат во разговор со својот доктор, колкаво е нивното оштетување на срцето, колкава е способноста на срцето да одговори во тие услови и да знаат колку може да се изложат на колку ниски температури, колку долго да бидат надвор на тие ниски температури, соодветна загреаност на просториите каде што престојуваат. Спомнав, соодветна исхрана. Значи, зимските месеци, кога температурите се ниски, не значи дека треба да јадеме енергетски јака храна, масна храна, солена храна. Тоа е мит. Видите, старите наши јаделе, тоа за нив било конзервирана храна. Значи, во зимно време тоа имале, тоа јаделе. Во денешно време, кога се ни е достапно, значи нема никакво логично објаснување зашто би го менувале начинот на исхрана. Значи, тоа што е штетно во текот на годината, штетно е и во зимските месеци. Не велам да не јадеме масно, меѓутоа да јадеме толку колку што трошиме. Значи, енергетските потреби на организмот зимно време, кога сме помалку физички активни, кога заради ладното време не излегуваме, седиме повеќе дома, се помали. Немаме ние потреба повеќе да јадеме, треба помалку да јадеме. Алкохолот пак ќе го спомнам. Алкохолот има прво голема енергетска вредност, значи калоричен е, има енергија. Друго, се докажа дека во количини кои што не се умерени е штетен за крвните садови, е штетен за срцевиот мускул. Пушењето. Мора, стално го кажувам, пак ќе се повторам, посебно кај кардијалните болни, страшно голем проблем, затоа што е штетно и за крвните садови и за срцето. Тие што имаат здравствени проблеми, само им ја влошува состојбата. А дали е опасно прегревањето и препотувањето на студ? Ако некој премногу се облече, па потоа се препоти надвор. Проблемот е препотувањето што следи со губиток на енергија. Видете, ние кога се потиме, оддаваме енергија. Тоа е процес, телото се лади. Повторно, јадрото, внатрешноста на телото е тоа што треба да одржи постојана температура. Потењето е начин да се тој вишок на енергија исфрли, да се олади внатрешноста на телото. Меѓутоа, испотен на ниска температура, затоа се разболуваме. Ако не сме соодветно облечени, ако сме премногу облечени, а сме физички активни, се потиме и тоа исто прави проблем. Со оглед на тоа дека бројот на инфаркти и смртни исходи од кардиоваскуларни настани е најголем во зимските месеци, да предупредиме и на симптомите кои што може да се јават. Дали се исти симптомите на кардиоваскуларен настан во зима, како и да речеме во лето? Во принцип, големи разлики нема. Проблемот е што во зимските месеци често пати не се придава значење соодветно на симптомите. Затоа што знаеме да кажеме, ова е од ладното, од студот или не знам што. Кога телото е ладено, може малце и да биде поинаква осетливоста, па и манифестацијата на болката. Не сегогаш не мора да биде и типично. Обично коронарната болест, инфарктот ја поврзуваме со симптомот болка. Силна болка која што трае и сите сметаме дека тоа е карактеристика на инфарктот. Меѓутоа не е така, затоа што во голем број од случаевите инфарктот може да помине и без болка. Со нагла слабост, губиток на свест, не знам, болка во желудникот, болка која што пропагира према стомакот или во рацете, не во градите, болка во вилицата некојаш која што пропагира. Така да треба да секогаш, посебно тие што имаат здравствени проблеми, кои ќе почувствуваат слабост, посебно нешто што трае, треба да помислат дека има некој проблем и да се консултираат со доктор. Значи, ова се симптоми што не смеат да се потценат? Видете, пак ќе речам, некои симптоми ги објаснуваме на погрешен начин. Сметаме дека временските влијанија се причина за тоа, не е тоа ништо страшно и после имаме ситуација пациентот доаѓа со прележан инфаркт. Откако веќе е оштетувањето
завршено, да речем. На нозе го поминал? На нозе го поминал, така е. Не бил ни свесен Не што се побарал случило. помош. Колку имаме пациенти, ќе кажат имав болка пред еден ден. Траеше, не знам, 1 час, 2 часа, престана. Бевте ли на доктор? Не бев. Доаѓа после 2 дена, ЕКГ-то ни покажува веќе промени дека пациентот прележал инфаркт. За жал, тука веќе имаме трајно оштетување на мускулот. Сега, дали помал дел од мускулот, поголем дел од мускулот оштетен, тоа ќе значи последици врз Целокупното пумпата. здравје. Врз пумпата, способноста на пумпата понатаму да испумпува, а тоа ќе значи влијание на квалитетот на живот. Така. Значи, при вакви симптоми, задолжителен е лекарски преглед? За Консултација со доктор, видете, подобро е да нема ништо, отколку да се пропушти нешто важно, посебно ако се повторува. Така. Посебно се повторува. Има пациенти велат, имав болка, престана, па до вечерта пак ми се случи. И чека сега да помине уште некое време, па тогаш да побара совет од доктор. Значи, ако нешто се повторува, тоа е веќе аларм дека има проблем. Мора да се консултира доктор. Така. Најдобро е да се спречи, отколку да се лечи. Токму затоа оваа тема ја одбравме во денешната Телма амбуланта, да се превенираат одредени кардиоваскуларни настани во предстојниот период, кој што ќе донесе студ. Ви Така. благодарам, докторе, за гостувањето. Благодарам и на вас. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Се надевам дека не проследивте со внимание и дека советите и препораките што ги добивте од докторот ќе ги примените во вашето секојдневие. Ви посакувам пријатен ден.